Благодарам, почитуван подпредседател, почитувани пратеници, почитувани медиуми, пред се почитуван народе македонски. Пред нас е уште еден закон од сетот закони поврзани со автопатиштата Коридор 8 и Коридор 10, законот за минерални суровини. Со овој закон прво паѓаат во вода тезите дека опозицијата ги кочела не знам како овие закони. Овој закон одеше на комисија и сега е на седница, така да приказната за потребата од европско знаменце во однос на другите закони е депласирана, односно едноставно само некои работи со времето. Во однос на овој проект, како вовет морам да кажам, проблематично е тоа што генерално немаме проектна документација за автопатиштата. На тој начин воопшто не знаеме каде ќе поминува трасата и воопшто не се мапирани потребите од минерални суровини, односно каде ќе се копат минерални суровини. За жал, овој закон се носи повторно без увид во договорот помеѓу владата и изведувачот на проектот, што ствара големи недвоумици во однос на многу прашања кои реално ќе беа појасни доколку го имавме договорот. Во меѓувреме само можам да цитирам изјава од Државната комисија за спречување на корупција дека го има добиено договорот, односно верзија која била спремена за пратениците и дека во тој договор недостасуваат многу прилози, цели делови од договорот, така да тој е искасапен, прилагоден за да се види, односно ништо да не се види. Што само дополнително ја потврдува нашата теза дека владата цело време манипулира, условно го става договорот на увид, меѓутоа тоа на прераскажување, искасапен и договор во кој не можеме да ги видиме деталите. Со што само се потврдуваат нашите тези за нетранспарентност на власт. Во однос на овој закон, тоа што овој закон третира неспособност на владата и владината администрација. Значи, генерално ние имаме закон за минерални суровини, во кој има и спора и брза трака, на кој начин да се добијат минерални суровини за вакви битни проекти. Меѓутоа, и тие брзи рокови се скратуваат, односно владата признава дека нема контрола на државата, односно не може да ги контролира своите министри, директори, администрацијата и благовремено да обезбедат дозволи, лиценци за користење на минерални суровини. Со што само се потврдува хаосот во кој се наоѓа државата, односно анархијата, никој не работи, никој не си ја врши својата работа. Во однос на овие лиценци видовме дека владата кога сака носи и за 5 дена лиценци, тоа беше случајот со надзорот, меѓутоа валјда тоа многу ги коштало во однос на администрацијата, па се одлучуваат на вакви решенија законски со кои се суспендира целото право во државата, сите позитивни закони, се она што е позитивна пракса во државата и на некој начин се остава слобода, односно таа слобода граничи со самоволие на изведувачот и инвеститорот да прават што сакат и кога сакат. Што се однесува до тоа што се регулира во законот, тоа што е проблематично, морам да кажам дека во отсуство на договорот во законот остануваат многу нејасни работи. Најпрво, овие концесии ги зима инвеститорот. Тоа е владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски и јавното претпријатие за државни патишта. Не ми е јасно што ќе прави владата со минералните суровини. Никаде не е воспоставен линк на кој начин владата ќе манипулира со тие минерални суровини. Кој ќе ги изработи елаборатот за концесии? Кој ќе инвестира во копот на минералните суровини? Кој ќе копа? Кој ќе транспортира? Кој ќе ја вградува минералната суровина? Кој ќе тампонира? Кој ќе прави бетон од песокот од минералните суровини и така натаму? Зошто ова го потенцирам? Затоа што се остава сива зона. Испаѓа дека сето ова ќе биде обврска на владата, а изведувачот на проектот ќе добие готов производ кој само треба да си го
вгради во проектот. Многу нејасни работи, што остава голем сомнеж за коруптивни дејства, затоа што ова се сериозни ставки во однос на изградбата на автопатишта. Значи, самите минерални суровини представуваат една од најголемите ставки во изградбата на автопатишта и сето тоа е нејасно на чија сметка и чии обврски е сето ова да се обезвреди. Со што се става јасен предзнак зошто се носи овој закон. За да се створи матно, а знаеме во матно најлесно се ловат ефтини поени и пред се коруптивни сделки. Значи, ниту имаме представа кој ќе плати за минералните суровини, ниту имаме представа кој ќе мери колко е ископано и каде е ископано. Во однос на законското решение има уште многу фалинки, ако станува збор за 4-5 члена. Немаме лимит колку концесии ќе се додадат, затоа што немаме проект, нити имаме мапирање на потребата од минерални суровини. Значи, владата, инвеститорот и изведувачот можат да копат каде сакат, колку сакат во државата, без никакво ограничување. Ова е на работ на анархија. Значи, никаде не е регулирано каде ќе се копа, што ќе се копа и колку ќе се копа. Зошто го потенцирам? Затоа што дополнително во еден од членовите се остава простор од досегашното решение плюс 3 месеци од која ќе се заврши делница од автопатот. Инвеститорот, изведувачот да може да ги користат минералните суровини. Почитуван македонски народ, тоа значи на изграден пат 6 месеци некој ќе копа минерални суровини и може слободно да ги продава на пазарот и да врши големи профити. Ова во суштина единственото рационално решение зошто на изградена делница некој има потреба да се продолжува рокот за користење на минерални суровини. Тоа што дополнително загрижува во овој закон, самата постапка за давање на концесии се сведува на рок 7 дена, 5 дена и толку. Никакви истражувања, никакви согласности, нити од екологија, нити од култура, нити од заштита на природата, никаде. Ништо нема врска, никој. Тука едноставно му текнува, овде сакам да копам, за 5 дена добива лиценца и копа. Што ќе се случи ако на тоа место има археолошко наоѓалиште? После завршена работа веќе џабе се сите дејности, сите активности, сите забрани кои веќе ќе се направат големи пропусти, односно големи несогледливи последици во однос на културолошко и историското наследство. Значи, никој не води грижа за ништо, битно е само да се обезбедат профити и сето тоа да биде на страна на државата, наспроти на страна на инвеститорот не гледаме никакви оврски. Дополнително, тоа што катастрофално смета во законот. Со овој закон ќе бидат третирани и досегашните барања за концесии. Значи, ние со овој закон, односно со претходните закони дефиниравме стратешки интерес, некој со месеци уназад знаел дека ова ќе се случи. И некаде има поднесено барање за лиценца за минерални суровини, тоа е закочено. И сега со овој закон ние тоа ќе го откочиме. Односно, тој ќе може да се повика на овој закон, таму му е загрозена, таму му е загрозен ископот на минерални суровини и сега со овој закон ќе рече јас ги исполнувам условите и можам да копам. Значи, никакво синхронизирање, никаква логика зошто е овој член. Постоечките барања за лиценци да се третираат согласно оваа законска проблематика. Прво, не е правно основано, второ, нема никаква логика. Јасно упатува на тоа дека некој прави манипулативни работи, односно сака да копа на одредено место и сега може да претпоставуваме што има таму. Зборував на комисиите, немилосрдни се трагачите за скриени богатства и така натаму и така натаму. Сена се лош закон кој ништо не подобрува, туку само ги влошува работите и не става во ситуација на
несериозна држава. Благодарам.